Здраво јарци, ова ќе бидат вашите пораки, тарот пораки за февруари 2026. Февруари за вас јарците ќе започне со една ситуација во која вие ќе доживеете некаква правда ќе доживеете, а како ќе доживеете, не знам, ова не е нешто што сами можете да си го стварите. Овде е потребна некоја повисока сила, некоја виша сила и таа сила конечно ќе ви се насмевне и конечно ќе светне во вашиот живот. Ова е ситуација, знаете, кога, како вика, кога нешто толку многу сакате, целиот универзум кова заговор за вие тоа да го добиете, да го доживеете. И еве ова е ситуација за вас таква, во која вие ќе видите дека универзумот ковал заговор како вие да го доживеете ова. Ова, која го споминуваме, нешто за сите различно и мислам дека во ова вие се чувствувавте како да сте во некоја невидена немаштија и сиромаштија. Не станува збор за пари, не ја исклучувам и таа можност, меѓутоа не верувам дека станува збор за пари, туку вие една немаштија и сиромаштија во вашиот живот што ја чувствувавте на некоја поле. Мислевте дека сите други го имаат тоа, само вие го немате. И чувствувавте како да сте непривилегирани во животов. Може би на работа, да, непривилегирани, може би во домот може би воопшто како човек на оваа планета непривилегирани. Да, за некои јарци се работи за бременост, може би се обидувавте, но не успевавте. И па сакам да ви кажам дека ќе се израдувате многу во февруари и конечно ќе се случи. Ако не е бременост, тогаш е нешто друго, нешто толку големо што кажав сами не можете да го направите да се случи ако не постои некоја поголема сила која ќе помогне во ова. И што и да е, какво и да е, конечно во февруари ќе го доживеете и уживајте во овие моменти, ова се едни прекрасни моменти. И зашто и друго да се работеше, тоа чувство на сиромаштија, на немаштија, на отфрленост, на непривилегираност ќе заврши конечно. И не само што ќе заврши, ова е звездата. Вие ќе се почувствувате како звезда во некоја поле и тоа токму во на поле каде чувствувате неголемата сиромаштија. Следната порака, јарци, за вас е порака за една ситуација за која вие сте се откажале. Нешто сте се откажале. Сте рекле, не, ова за мене, нема шанси, не продолжувам со ова или не го сакам ова. Сте се откажале. Меѓутоа, ова е нешто што мора да ви се случи во животот и самото ќе се повтори, самото ќе се врати во вашиот живот. Не може едноставно од ова да се откажете. И ова ќе донесе некакви задоволства во животот, ќе ви донесе. Ќе жнеете, оде буквално жнеете некакви успеси. Јас мислам дека се нешто во финансите, можда нешто сте сакале да остварите или на нешто сте се надевале, може некогаш, сте мислеле дека па и вас е добро да ви се случи, меѓутоа те се откажале, мислите не може мене да ми се случи такво нешто и па еве во февруари еве повторно многу слична нели порака на ова претходната. Во тоа што се откажувате, конечно самото се враќа некако и ќе се врати со цел да ви покажа колку многу успех може да донесе и ќе донесе во вашиот живот. За други од вас ова е ситуација када вие ќе се најдете на пиедесталот и тоа буквално некој ќе ве седна на пиедесталот и ќе ви покажува кои сте вие, колку сте значајни, колку сте вредни, колку сте убави, колку сте моќни. Вие ќе ве гледам како седите и гледате и слушате со неверување, не очекувате. Можеби по одличноста од која доаѓаат овие зборови не ја очекувавте, не очекувате дека другите ве гледаат толку моќни, толку способни, толку
толку важни во нивниот живот, не сте очекувале, и пак ќе го доживеете тоа. Буквално ви гледам како со неверување, со подотворена уста слушате што ви зборуваат другите. Ќе бидете ќе се чувствувате дека сте доживеале успеси на многу полиња од животот. И во оние ситуации каде се чувствувавте сами, осамени, каде чувствувате дека немате емоционална поддршка, подкрепа, вие сега во февруари ќе се уверите дека тоа не е така. Воопшто не е така. Има многу луѓе на кои многу им значите и тие луѓе на секој можен начин во февруари ќе ви го покажат тоа колку многу нив им значите. Следната порака за вас јарците е порака каде вие порака за вас за февруари е дека ќе патувате. Верувам дека ќе патувате некаде и ова е патување заедно со некој во знакот на лав, овен, стрелец. Доколку имате некој во вашиот живот, ќе ви приреди некакво патување. Може ќе ве изненади, може подарок е, може заеднички ги планирате овие нешта и ќе патувате. А може би и со некој во знакот на рак, шкорпија, риби, ќе патувате, ќе се радувате во некои моменти на животот и овие се мали некои задоволства што ќе се ги приредите, а пак ако заедно постојат такви луѓе, риби, рак, шкорпија, стрелец, овен, лав, тогаш неизбежно е дека сите заедно нешто убаво ќе правите. Сега може би па некој од сите овие луѓе сака да ви подари нешто, но ќе има една ситуација каде вие ќе треба да избирате помеѓу две нешта. Ќе треба да изберете дали ова или ова сакате да ви го подарат, затоа што ова е поклон кој сакаат другите да ви го дадат и вие ќе треба да избирате дали едното или другото. Или пак за некои јарци ова е ситуација каде вие ќе мора да донесете некоја одлука во која е вклучен овој лав, стрелец, овој рак, шкорпија, и ќе мора да донесете одлука дали вака или така да се постапи. Јас верувам дека, што е поентата на ова, верувам дека од вас ќе се чека како да се направи ова нешто, што да се направи и како да се одвива. Може би за ова патување од вас ќе чекаат одлука каде да биде, што да биде, како да биде. Може би пак ако имате партнерите, па заедно со него сакате нешто да донесете, некаква одлука во врска со заминување некада, може со преселба, може едноставно сакате да смените нешто во вашиот живот, може место на живење менувате, може менувате работно место. Нешто такво е сега она што треба вие да го донесете како одлука, сепак е одлука помеѓу две нешта, помеѓу две ситуации, помеѓу две работи. Не знам, ако е нешто предмет, може би сака да ви подарат, ако сте млади, па сака да ви подарат нешто, може телефон, може нешто, па се и поголемо може да биде, може автомобил, и треба да избирате помеѓу две нешта. Следната порака за вас јарците во февруари е една ситуација која ќе ве оптеретува и за која ќе чувствувате вина затоа што вие нешто не сте направиле на време. Јас мислам дека овде вие нешто сте погрешиле и не сте се извиниле и сега другите ќе стават крај на сите комуникација и на сите можности вие повторно да бидете заедно или да бидете во контакт или повторно да се случи оваа ситуација која и да е, што и да е во вашиот живот. И сето ова е поради тоа ваше несакање да се извините. Вие треба да знаете дека па тоа е може особина на вас јарците, вие сте едноставно такви тврдоглави, наетливи и не сакате да попуштите во некои ситуации и па за жал во февруари ќе биде ова ситуација каде што таа ваша особина ќе ви наштети многу и мислам дека после тоа ќе се чувствувате навистина лошо. Ќе се чувствувате лошо затоа што
има овде некој кој нема да може да го толерира таквото однесување и сака кога нешто сте сгрешиле да се извините. И сега јас морам да кажам дека некој од вас пак сте во обратна ситуација, некој друг во вашиот живот направил нешто и наместо да се извини, уште се однесува и арогантно, се однесува, се однесува како што не треба и вие заради тоа ќе мора да ги прекинете сите врски, сите односи со таа личност и тоа повторно вас ќе ви штети. Ќе ви штети, ќе ви смета. Вие не сакате да ги прекинете врските со оваа личност, со овие луѓе, но ето ќе мора тоа да се случи и сето тоа пак ќе кажам заради едно обично мало извинување кое некој овде не сака да го направи. За други од вас ова е ситуација во која ќе дознаете дека можеби некои блиски ваши луѓе зборувале можеби нешто за вас, може да е толку ситно, ќе чуете дека неубави зборови се кажани за вас позади вашиот грб, може нешто лошо направиле позади вашиот грб и вие нема да може тоа да го толерирате. За жал ќе бидете тажни затоа што повторно губите некои луѓе, губите некои пријатели, но нема да потрае, едноставно ќе ја издржите, вие сте храбри, ќе ја издржите дури и тагата, само нема да толерирате никакво неубаво однесување од другите луѓе кон вас. И последната порака за февруари е порака каде јас ве гледам дека вие нешто славите во домот, славите вие некаков успех славите, нешто ново, некое ново доаѓање во вашиот живот, ново случување. Може би ете новата работа што ќе ја прифатите, ако претходно на што го споменавме, сакате да смените работно место, може би ако сте се преселиле, па славите во домот заради тоа. А некој од вас славите за некаква победа. И ова е буквално победа во нешто. Нешто сте успеале, нешто сте освоиле, нешто сте добиле, може нешто. Славите нешто, славите крштевки, славите венчавки, славите дипломски, нешто убаво и нешто големо славите. И уживајте прекрасни моменти со семејството се во февруари. За други од вас јарци, ако не е нешто такво што го славите, тогаш славите нешто заедно со уште тројца, вие уште тројца други славите нешто, некаков успех може на работа, или пак славите нешто кое се обидувавте да го направите, да го стварите, но не се случуваше, фалеше уште една работа тука. И толку долго фалеше, што никако никој од вас не успевавте да ја остварите. И сега во февруари и тоа конечно ќе се заврши, таа уште една работа која фалеше и тоа ќе дојде, знаете како со чувство како да паднала од небото таа работа. И затоа досега биле закочени нештата, затоа што ова требало да го доживеете како дар од Бога, паднала од небо буквално. И сега конечно се како што треба, сега имате се што е потребно и можете слободно да прославувате и да уживате со најблиските. И сега за некои јарци ова е порака како вие овде влегувате во нешто. Ова е буквално иницијација, некаков обред во нешто влегувате. Може, не знам што е ова, не знам што значи, каков е овој обред во кој вие влегувате, какво може во некоја, сега не знам за некого, религија, некоја, може менувате некаква религија, може би менувате, не знам, во нешто влегувате вие ново и ова влегување се случува преку некаква голема прослава, со некој голем обред, со не знам, нешто е многу убаво, а што е ќе видите самите во февруари. И, драги јарци, тоа е тоа што можам да кажам за сега. Се надевам уживавте до следната нача видео. Чао, чао!